Добар ден на сите ученици. Јас сум Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование во Основното училиште Јосип Броз Тито од Валандово. И денеска ќе имам таа чест да ви зборувам за одредени настани што се случиле по Втората светска војна. Односно, треба да зборуваме за меѓународните односи по Втората светска војна, што значи дека денеска ќе се дружиме со учениците од 9-то оделение. Како што веќе знаете, бидејќи нели сте го поминале тој дел од материјалот, Втората светска војна донесе навистина голем број на негативни моменти. Тоа беше најголемата војна која што до тогаш ја видел човештвото, со најголем број на жртви, финансиски штети и така натаму. И во една таква состојба светот се најде разорнат, економски, инфраструктурно, и во таква состојба големите сили, државите во светот, требаше да направат стратегија и план што понатаму. Но, крајот на Втората светска војна ги донесе и сите недоразбирања кои беа присутни и пред почетокот на Втората светска војна. Ако во Втората светска војна имаше алка која што ги спојуваше поголемиот дел од државите во светот, а тоа беше фашизмот, сите се бореа да биде поразен фашизмот, така сега после Втората светска војна тие недоразбирања кои што беа присутни по Втората светска војна сега излегоа на виделина. Така, после Втората светска војна слободно можеме да кажеме дека САД и СССР се издигнале како најголеми светски сили во светот. САД поради својата економска моќ и поради придонесот во Втората светска војна, а СССР особено поради големиот придонес во Втората светска војна во тоа нели да биде поразен фашизмот, така овие две држави се издигнаа како најголеми светски сили. Но Соединетите Американски држави, за разлика од предвоениот период, кога водеа политика на изолација, сега сакаа да го наметнат своето влијание во Европа, а тоа влијание во Европа сакаа да го наметнат преку така наречениот Маршалов план, со кој требаше да им се даде финансиски средства на по-малите особено земји и на тој начин да ги возобноват своите економии и да почнат нормално да живеат. За разлика од нив, и СССР имал свој интерес во Европа, па така, слободно можеме да кажеме дека после Втората светска војна Европа се дели на два блока, на западен или капиталистички и на источен или социјалистички. Ова овде со црвената боја, ја гледате стрелката, е всушност социјалистичкиот блок предводен од СССР, а ова со плаво е капиталистичкиот блок во Европа предводен од, иронично нели, Соединетите Американски држави. Треба да кажеме дека поголемиот дел од Балканскиот полуостров, освен Грција, влегле во составот на советската сфера на влијание, односно во тој така наречен источен блок, освен Грција, која влегува нели во западниот блок, односно западната сфера на интерес. Тоа е отприлика блоковската поделеност и како изгледал светот после Втората светска војна. И бидејќи, веќе кажавме дека Втората светска војна донесе навистина големи штети, се постави прашањето како трајно да се одржи светскиот мир. Односно, што треба да се превземе за една таква голема војна никогаш повеќе да не се повтори. Уште за време на Втората светска војна,
американскиот председател Франклин Делано Рузвелт имал идеја да биде формирана организација на Обединетите нации која ќе се грижи за светскиот мир. Па така, во јуни практично е одржан состанок 1945 година, додека на 24. октомври 1945 година е на некој начин изгласана повелбата и со тоа практично е формирана Организацијата на Обединетите нации, која го добила тоа име Организација на Обединетите нации во чест на веќе починатиот Франклин Делано Рузвелт, кој сакал и сметал дека така треба да се вика таа организација која ќе се грижи за светскиот мир. Било одлучено во таа организација да има неколку органи, од кои главниот орган ќе биде Советот за безбедност, кој ќе брои 15 членки, од кои 5 се постојани, 10 се непостојани, од кои 10 постојани имаат мандат од 2 години, додека постојаните пак имаат право на вето. Кои се постојани членки? Постојаните членки се веќе предпоставувате големите сили: САД, Велика Британија, Франција, Кина и Советскиот сојуз, или денес тоа е Русија. Друга институција внатре во рамките на Обединетите нации, или како еден од главните органи, е Генералното собрание, во која учествуваат сите земји членки кои се членки на Обединетите нации и генералниот секретар. Сега треба да се каже или да се знае дека освен тоа да го штити светскиот мир, Организацијата на Обединетите нации во современиот период има за цел и да го подобрува квалитетот на живење на секаде во светот, па така во рамките на Организацијата на Обединетите нации имаме и други институции како што се УНИЦЕФ, заштита на правата на децата, УНЕСКО, заштита за културно наследство, УНКТАД, трговска организација, Светската здравствена организација и така натаму. Од прилика тие се работите за формирањето на Организацијата на Обединетите нации. Еве вија зградата на Организацијата на Обединетите нации, која се наоѓа во Њу Јорк. Денеска не постои земја на светот која не е членка на Организацијата на Обединетите нации. Практично, членството во Организацијата на Обединетите нации значи добивање на лична карта на секоја држава која станува неизина членка. Сега, после Втората светска војна, се поставило прашањето дали треба да се бараат виновници. Нормално, не се не размислувало на одговорот, па така големите сили сметале дека треба да бидат донесени или да бидат создадени судови во кои особено ќе се суди на припадниците на фашистичкото движење, кои што направиле навистина огромни штети за време на Втората светска војна. Па така, ќе бидат создадени судовите во Нинберг и Токио, и тие во историјата уште се познати како трибуналите во Нинберг и Токио. Тие судови, кои што биле, гледаме, во Германија и во Јапонија, суделе неколку месеци и така во Германија, односно во Нинберг, биле осудени 18 лица, а во Токио биле осудени 27 лица, од кои 7 биле осудени со смрт. Треба да се напомене дека за прв пат во историјата е истакната најголемата казна, а тоа е злосторство против човештвото. Не воено злосторство како воено злосторство, туку злосторство против човештвото, особено тука се мисли на злосторствата кои што биле извршени врз евреите во Втората светска војна. Еве го трибуналот во Нинберг, како од прилика изгледа. Сега, веќе кажавме дека
ќе бидат создадени два политички блока, источен и западен, меѓутоа, тие политички блока многу набрзо ќе станат и воени блокови. Така да, капиталистичките земји во 1949 година ќе го создадат НАТО пактот, а во 1955 година источните земји ќе го создадат познатиот Варшавски пакт. За жал овде не сум допишал, меѓутоа ќе си допишите вие Варшавски пакт. Сега, треба да знаете дека токму ваквата блоковска поделеност представува повод за недоразбирање. Особено, тоа се манифестира по создавањето на така наречениот воен блок или воени блокови. Ќе се вратим уште еднаш на картата, бидејќи таа карта во суштина ја представува и воената поделеност, и гледаме тие што се со црвена боја, всушност се приврзаници на Варшавскиот пакт, тие што се со плава боја се приврзаници на НАТО пактот. Од прилика тоа е тоа за блоковската поделеност, и треба да се напомене дека токму оваа блоковска поделеност ќе ја започне така наречената студена војна. Во оваа студена војна имаме прекумерно вооружување или имаме трка по вооружување со цел да се влијае психолошки врз противникот. Со тоа што ќе се произведува нуклеарно оружје, со тоа што ќе се произведуваат биолошки, хемиски оружја, и тоа да треба да предизвика страв кај противникот. Меѓутоа, тоа нема да биде се. Оваа војна ќе се префрли и во Вселената, така да ќе се тркаат кој да оствари по големи достигнувања во Вселената. Така, русите први ќе заобиколат земјата со Јури Гагарин, ќе имат првата жена во Вселената Валентина Терешкова, американците ќе се качат први на месечината и така натаму. Ова ќе предизвика и други блокади, економски блокади, ќе се вмеша тука и во спортот, па така кога ќе се одржува Олимпијадата во Москва ќе биде бойкотирана, после во Лос Анџелес ќе биде бойкотирана од страна на социјалистичките земји, така студената војна ќе навлезе во секоја пора од секојдневното живење. Сега, треба да се напомене дека символ на студената војна е Берлинскиот ѕид, кој што го поделува Берлин на два дела, а и Германија веќе била поделена на два дела, односно на Источна или Демократска република Германија и на Западна или Сојузна република Германија, и токму овој Берлински ѕид, кој ќе биде завршен во 1961 година, представува символ на поделбата во Европа и символ на студената војна, или, како што ќе каже познатиот политичар од тој временски период, Винстон Черчил, дека постои железна завеса која што го поделила европскиот континент. Ова ќе придонесе да се појават голем број на кризни жаришта во светот. Така најпрво во 1948 година ќе избие познатата Берлинска криза, која всушност на некој начин била дури и увертира за Трета светска војна. Што се случило? Тогаш се уште била поделена Германија на зони и ќе успеат војниците на Советскиот сојуз да ги затворат сите влезови кои што водат кон западниот дел на Германија, односно на Берлин, и на тој начин ќе се придонесе да не можат да има никаков транзит на никакви возови, на никакви да кажам моторни возила и слично, и тоа ќе придонесе Берлин да се соочи со економска криза и, верували или не, повеќе
од неколку илјади летови ќе се извршат над Берлин, кои ќе бидат остварени од страна на западните сојузници, кои со помош на авиони ќе доставуваат храна. А според некои најоптимистички најави, се претпоставува дека повеќе од 2,5 милиони тони храна е доставена на таков начин. Друга е кинеската граѓанска војна помеѓу приврзаниците на комунистите и помеѓу приврзаниците на побогатиот слој. Оваа кинеска граѓанска војна ќе заврши со победа на комунистите. Комунистите ќе бидат предводени од Мао Цетунг, кој ќе го победи водачот на така наречената буржуазија Чан Кај-шек, и со тоа ќе заврши кинеската граѓанска војна. Виетнамската војна исто така една војна каде што интересна, каде што ќе падне митот за непобедливоста на американците. Корејската војна исто така многу значајна, која се води во 50-тите години, каде што се борат Северна и Јужна Кореја, која ќе заврши во 1953 година со тоа што Кореја ќе биде поделена со 38-та паралела на Северна Кореја и на Јужна Кореја. За жал, и ден денеска Кореја е поделена на таков начин. Исто така би споменале кубанската криза, која што е навистина една значајна криза, каде што исто така на повидок било, доколку не се реши да избие војна помеѓу САД и СССР, што би предизвикало светска војна, меѓутоа исто така ќе биде надмината. Покажале и американскиот тогашен претседател и советскиот водач Хрушчов, односно двете страни придонеле кубанската криза да се реши и на тој начин да не избие Трета светска војна, но поентата ми е да разберете дека овие кризи кои биле многу чести во светот ќе придонесат за жал светот да биде дестабилизиран, меѓутоа сепак не дошло до нивна ескалација и не дошло до Трета светска војна на задоволство на човештвото. А пак ќе повторам, американскиот претседател Џон Фиџералд Кенеди и Хрушчов за среќа ќе покажат една трезвеност и ќе ги решат за привремено ваквите недоразбирања. Еве една слика од Берлинската блокада, како луѓето чекаат да им достават храна. Една слика од Кинеската војна. За жал, граѓанските војни се можеби најтешките во историјата на човештвото. Виетнамската војна, една интересна војна заради специфичниот терен, гледате густи шуми предели каде што американците не можеле да се снајдат. И на сето ова ќе се надоврза движењето на неврзаните, односно ова било временски период кога колонијалните империи како Велика Британија се распаѓаат, биле формирани нови држави во Африка, во Азија и така натаму. Тие нови држави, предводени од Југославија, нема да сакаат да се приклучат на еден од овие два блока и затоа заедно ќе одлучат да биде формирано така наречено движење на неврзаните, чие собрание ќе се одржи во Белград во 1961 година, а ќе го основаат водачите на Југославија, Тито, на Индија Нехру и на Египет генерал Насер. Еве слика од моментот на потпишување. На крај сето ова ќе го финализираме со формирањето на Европската унија. Некои од државите сватиле дека мора да соработуваат, па така на предлог на францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман ќе биде формирана една организација за јаглен и челик помеѓу Франција и Германија, која се покажала како успешна, и на ова ќе се надодадат идеите за придружување на земјите од Бенелукс, Белгија, Холандија и Луксембург, како и на Италија, и така заедно во Рим ќе формираат Европската економска заедница, која ќе расте до 1991 година, која ќе брои дотогаш 12 членки, и во Мастрихт
ќе биде преименувана во Европска Унија, ќе има свое знаме, химна, заедничка валута евро од 1999 година и така ќе биде создадена Европската Унија. Еве го таткото на Европската Унија, така се нарекува Роберт Шуман. Знаете дека химна на Европската Унија е Ода на радоста. Така, накратко, овие беа сите работи кои што се случувале низ светот по Втората светска војна. Се надевам дека ви беше интересно и дека запамтивте дел од овие работи.